ХИВ-сидата е главната тема на меѓународниот конкурс за студентски плакат во организација на Сдруженијето на графички дизајнери на Македонија Плакарт и Црвениот крст на Македонија. Конкурсот за плакат ќе се одржи на 1 декември во Чифте Амам со почеток во 20 часот, а веќе на 3 декември плакатите ќе бидат изложени на билбордите пред очите на јавноста. Има 628 учесници и 64 групни апликации од 38 земји во светот. Најдобрите 3 постери ќе бидат соопштени на отварањето на изложбата. Тие добиваат парични награди во износ од 1500 евра од Министерството за култура за прворангираниот, втората награда е од град Скопје и во износ од 1000 евра, а третата од 600 евра ќе ја додели Плакарт. Интересот за оваа манифестација расте, секоја година се повеќе и повеќе, така да може да се пофалам дека сме можеби единствените архивари и колекционери на Балканот кои што имаат над 7000 плакати до сега пристигнати во период од 4 години. Студентски, кои што нормално по завршувањето на академијата и на факултетот на нивното образование ќе станат професионалци. Така да идејата е сето тоа да биде складирано и евидентирано и да послужи како одредено тркало на времето кое што ќе може да сведочи за одредени промени и процеси. Александра Валкановска, представник на Црвениот крст на Македонија, истакна дека со задоволство ја прифатиле соработката во кампањата, која треба да ја зголеми свесноста на младите луѓе за ризиците од ХИВ-сида. Пораката од овој фестивал, од ова случување ќе биде испратена понатаму како еден добар пример, како еден добар показател дека во Македонија се случува нешто што е значено, нешто што е поврзано со оваа тема и еден добар пример како и другите национални друштва треба да ја практицираат оваа тема, односно еден нов и инвентивен начин за зголемување на свесноста кај населението за последиците од ХИВ-сида и навремената едукација. Заштитно лице на манифестацијата е славната попејачка Каролина Гочева. Секогаш сум била поддржувач на хуманитарни кампањи, се чувствувам убаво доколку можам на некој начин да помогнам. Се надевам дека оваа кампања ќе ја продолжиме повеќе, значи нема да биде само овие 3 дена, туку и после 1 декември, кој е интернационален ден за борба против ХИВ. Значи после 1 декември ќе продолжиме со активностите. Всушност тоа беше и главното нешто кое што ме привлече да се придружам овде и се надевам дека ќе успееме во онаа цел која што сме ја зацртале. Покрај Црвениот крст на Република Македонија, партнер на Плакарт годинава е Универзитетот ФОН, каде што ќе бидат организирани работилници за графички дизајн и едукативни предавања за заштита од СИДА.